Новиот модел ја замени флотата од 12 автомобили кои ги користел сега веќе поранешниот претседател Барак Обама од 2009 година. Автомобилот Cadillac One, познат и како Ѕвер, ќе го превезува новиот претседател на САД Доналд Трамп, кој се појави во јавноста на денот на инаугурацијата. Како што истакнуваат експертите, неговите карактеристики се повеќе импресивни од автомобилите на претходните претседатели. Кадилакот ќе биде опремен со оружје и топови кои испукуваат солзавец, а вратата и прозорите на лимузината ќе бидат потполно отпорни на куршуми, хемиски и биолошки напади. Во претседателската лимузина секогаш ќе се наоѓаат и шишиња со крв која ќе одговара на крвната група на претседателот, а кои може да се употребат ако дојде до итен случај. Точните детали не се објавени, но се шпекулира дека лимузината ќе биде отпорна и на импровизирани експлозивни направи. Се очекува дека автомобилот ќе биде армиран како воените возила и дека вратата ќе биде толку тешка што претседателот Трамп нема да може да ја затвори одвнатре. Лимузината ќе задржи некои од карактеристиките на моменталниот модел кој го сметаат за еден од најбезбедните автомобили на планетата. Во него може да се сместат 7 лица, а има и скриени резерви на кислород кои ќе го снабдуваат автомобилот со чист воздух во случај на дворешниот воздух да стане токсичен. Моделот кој го користел претседателот Барак Обама исто така имал и камери за ноќно снимање, гуми обложени со кевлар, специјална пена која се шири и спречува да експлодира резервоарот. На компанијата General Motors исплатени се $15 милиони за развој на новите претседателски возила, покажуваат документите.